начинот на кој што се однесуваат јавните обвинители, начинот на кој што се однесуваат судиите. Затоа е довербата 2%, со последниве настани не верувам дека 2% има доверба. Оној проблем со кој што ние се соочуваме е следен. Значи ние како власт која што има мнозинство во собранието, во законодавниот дом и ја контролира извршната власт, односно ја наша извршната власт, ние можеме да тргнеме во одредени реформи, значи преку носење на реформски закони. Сега видите, опозицијата ги блокира носењето на тие реформски закони. По секоја цена. Па добро, нивна е практично владењето во судскиот систем, се луѓе кои што се поставени во нивно време, владетелите се од социјалдемократскиот систем. Дури неразумно, гледате, они цело време се повикуваат ние сме за Европа, не обвинуваат дека не носиме реформски закони, а секој реформски закон они го блокираат. Дури одредени закони кои што гледаме да ги прилагодиме преку јавна дебата, преку јавни трибини, преку нивно учество во правење на закони, кога ќе дојде моментот на гласање, тие не го гласат, гледаат да ги блокираат таквите законски решенија. Дали може судството и јавното обвинителство да се поправа? Да, меѓутоа јас сметам дека периодот во кој што ние одевме, барем за мене ова е мојот став, кај што одевме со со ракавици дека треба да внимаваме од изјавите дадени и слично, сметам дека тоа треба да застане. Треба да алармираме јавноста дека веќе доста со начинот на кој што се однесуваат јавните обвинители, начинот на кој што се однесуваат судиите.